Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Младите можат да придонесуваат и создаваат за заедницата, кога таа нивна желба ќе се усмери со помош на локалната самоуправа, бизнис и невладиниот сектор, се добива вистинска младинска акција, вредна за почит. Младите од општина Виница, ученици од основните училишта и гимназијата, во рамките на денешната акција, поделени во група, бојадисуваат, цртаа, се дружеа во училишниот двор на гимназијата, во рамките на проектот финансиран од УСАИД. Идејата беше да се анимираат и активираат младите, па затоа се вклучени ученици од основните и средните училишта. Целта е да покажеме дека се оно што е веќе користено, старо, дека може да се репарира, дека може повторно да се пренамени и со таа цел ги фармаме старите клупи за да бидат потоа разместени во руралните средини и така. Младите учесници во проектот не го крие задоволството од своето учество во една ваква активност. Во моментов ние репарираме стари клупи кои беа поставени на булеварот, кои подоцна ќе бидат поставени во руралните средини во општината. Се црташе и разлабовуваше и ѕидот во училишниот двор. Сликата носи и порака. Цртаме дело што представува како раце што се држат со планетата Земја. Тоа е дека сите се исти, дека сите може да направат добри дела, дека сите сме еднакви, нема различни во овој свет и така. Старите клупи на булеварот беа заменети со нови, поставени се вкупно 12. Средношколецот Борис Гошевски смета дека треба што повеќе да има вакви активности, каде што младите ќе се дружат и на овој начин ќе предонесуваат за заедницата. Треба да има повеќе вакви проекти, бидејќи младите многу добро функционираат кога работат во група. Младите на овој начин се дружат, тие работат во тим, си помагаат едни на други, прават нешто корисно за општеството. Дека интересот за учество во воншколските активности бил огромен, потврди и професорката Мартина Евтимова Митева. Многу се заинтересирани, дури во преголем број се пријавија, не знаевме дали ќе можеме сите да ги активираме. Ама се обидовме колку што може повеќе да се вклучат, бидејќи самото онлайн настава знаеме како се одвиваше и дека им не достигаше и училиштето, и редовните часови, а камоли вакви воннаставни активности. Градоначалникот на општина Виница Миле Петков, кој заедно со представниците од УСАИД заеднички ги следи активностите на младите виничани, најави уште многу проекти кои ќе ги анимираат младите. Општина Виница ќе ги поддржува сите младински иницијативи и ќе нуди помош за решавање на проблемите на младите со цел разобувување на нашиот град. Преку проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието се создаваат можности за интеграција помеѓу учениците и се поттикнува нивната креативност и младинско учество, вели представникот на канцеларијата на УСАИД во земјава Ерик Јановски. Тоа што е најбитно е дека се работи за еден заеднички проект на заедницата. Не се работи само на донатори кои што даваат пари, него се работи за партнерство помеѓу донаторот, помеѓу општината, помеѓу приватниот сектор. Младинската акција е поддржана од општина Виница и проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со Младинскиот образовен форум. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.